Dobro. 15 минути до 11 стартуваме. Вечера ќе имаме гостин, за кој сум сигурен дека ќе ви биде интересно да го гледате до крајот во едни 60 на минути. Да кажам дека во профил, во овие 180 и нешто емисии, се не сеќам, ќе пратам до 200, после станува ова емисија легенда, веќе не бројам друг, ќе ги брои своите. Е гостин кој е по четврти пат, значи во 180 и нешто емисии, 4 пати во профил гостувале само Арбен Джафери, Љупчо Георгиевски, Стојан Андов и вечерва Филип Петровски. Добро вечер за Филип Петровски, пратеник од Куманово во Републичкиот парламент, во овој состав, пратеник на ВМРО ДПМН. Добро вечер. Да не сгрешил да рече ВМРО, Висполска македонска реформска опција. Не сгрешивте, исправно кажете, пратеник на ВМРО ДПМН. Добро, господине Петровски, две причини зашто сте ви овде, да ги најавиме и тоа ќе бидат темите за кои разговараме. Прво, прашање на досиеа, бидејќи вие во парламентот излеговте со вашето, па да го видиме и вашето и во принцип. Второ, трета недела разговори за локалните избори, имавте две излегувања на говорница, колку што се сеќава, без оние реплики. Да видиме, да сумираме што таму се разговараше на едната, што се разговараше на другата страна, да ги споредиме информациите. Само за тие две точки ќе разговараме, тоа и договорот, и морам да кажам, ева во големата четворка сте Арбен Джафери, Љупчо Георгиевски, Стојан Андов, Филип Петровски. Па добро, морам да кажам дека имав одредена резерва, вие ме убедивте да на емисија дека темата ќе биде интересна и затоа прифатив. Мислам дека Што е страв кај вашите колеги да дојдат во профил? Не можам да зборам во туѓо име, јас можам да дојдам во профил во секој време кога ќе бидам поканет и добро, на било која емисија. Вие Љупчо Георгиевски и Никола Груевски покажувате кураж за односи со јавноста воопшто. Нагледам другите нешто бегаат. Те нешто им фали, те жената не ги пушта, те среда, те во Софија сум, те ова и тоа. Па не знам дека ќе се воздржам од коментар за други, меѓутоа ви кажувам, мој став е дека за вакви прашања кои што имаат висок политички интензитет треба да се зборува пред јавноста, посебно за вие што ги најавивме, мислам дека треба треба одредени до објаснување, посебно за првото, и со големо задоволство прифаќам да разговарам на таа. Ајде одеме поред. Досиеа се донесе закон според кој сите граѓани кои мислат дека има досие за нив може да поднесат барање на Министерството за внатрешни работи и доколку има такво досие да со одредена обработка која е техничка карактер, бар така би требало да биде, им се даде на увид, на нивни увид. Патем морам да кажам дека веќе има сомневања во третманот на досијата, има најмалку 3 досиеа за кои јас знам, а кои ги нема таму. Има едно досие со симптоматична шифра Дерле за еден бивш министер за внатрешни работи, кој многу сака да осте печаток дека е памета. Има досие кој се вика дипломат за Љубе Бошковски, актуелниот заменик директор во ДБК, кој исто го нема. И има досие филозоф превземено од Државната безбедност на Југославија за еден актуелен човек од политичките врлови во власта, по некој од коалиционите партнери, кој исто така го нема. Значи најмалку 3 кои не можеме да ги најдеме, за кои се тврди дека не постојат. Има досиеа кои се најдени во плавиот сеф, кои се воделе за високи личности, кои по принцип не би требало да има досиеа. Има сомневање дека некои досиеа се кријат, некои се преработуваат, некои се дополнуваат, се фризираат за да произведат одредено политичко влијание во јавност и така натаму. Како вие го добивте вашето досие, вака постапката рече? Вака согласно законот и ова досие не би требало да постои, меѓутоа тука е, го правам достапно на македонската. Може ли да видат камерите само како физички изгледа едно досие? Може, тоа е копката оригинална што ја добив. Што бројче имаш ти, дете? Тројка. Може ли тројка да ја видиме? Значи, пишува Петровски Филип, ова е папката која се доби од нова. Да, 58 страници. Еве, ја брзо ќе вртам за да не се чита. И внатре има документи, разни, како што полицијата ги забележува. Јас ќе покажам во текот на емисијата некои своји. Не ми идејата, значи да ги откриваме луѓето, само да видат луѓето како изгледа досие. Толку се секираат досие, еве како. Ево пишува да речеме дека што знам, државна тајна, строго доверливо, линија на работа македонски екстремизам. Може ли да го погледнеме на камера? Тоа може да се погледне. Значи, ова е, ништо тајно. може ли вашиот фломастер само да го покажем? Ова е тоа како се покриваат одредени податоци за кои ме смета дека ви може да нанесат некаква штета јавна или персонална на некој од доставувачите. Вака се води досие, пишува МВР на Република Македонија, ДБК втора управа, УДБ